Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој. Она што ме инспирираше е недостигот на емпатија и чувство кон другиот, што го забележувам во секојдневните односи и дури и кај младите. Не знам дали тоа се должи на некаков притисок кој што го имаме од се што ни се случува овие 3-4 години, а потоа најверојатно и нашите лични приказни, лични предизвици кои сите ги имаме. Забележувам како во одредени ситуации капацитетот на чувствување на другите, односно сочувствување со нив или емпатија, или желбата да ги разбереме другите е на некое чудно ниво, да не речам ниско ниво, и се разбира нека и сите, и се разбира секогаш има исклучоци, има надеж за човекот и човештвото, мора да размислуваме така, нели, за да може да продолжиме со животот. Во различни ситуации го забележувам тоа дека освен што немаме многу емпатија, освен што не сакаме да видиме како се чувствува другиот, забележувам и некоја нетрпеливост, односно немање време и желба да се посветиме на тоа. Да сослушаме, да се обидиме да разбереме и не само да слушаме, туку да чуеме и кој ни зборува. Како да го одделуваме тоа што некој го зборува со тоа кое му е местото во нашиот живот, што се има поминато низ животот и нашите очекувања, желби и потреби, како треба да биде, како треба да се однесува другиот, како да се поголеми од нашата емпатија. Може би се лажам и би било убаво да е така. Ако сум го забележала неколку пати во последниот период, за мене и тоа е многу. И најверојатно тоа е така подолг период, може би од секогаш било така. Меѓутоа тоа не е причина да не го разговараме и да не се обидеме нешто да промениме кај себе. Ако се разбира, сакаме да имаме подобар однос со другите, ако сакаме да имаме поголемо разбирање за нив, ако сакаме да имаме поедноставна комуникација, затоа што не само што е тоа битно за нив, туку е битно и за нас. На тој начин ние ќе бидеме многу помирни со себе си, или барем тоа е некоја моја перцепција. Ми изненадуваат различни реакции кај различни луѓе кои што се покриваат себе си со тоа дека немаат време, не се расположени, имаат своји проблеми. И да, сето тоа има големо влијание, јас не го спорувам, тоа и јас сум дел од сета таа приказна. Меѓутоа, се прашувам колку од тоа е оправдување, а колку е реалност. Дали сме станале некако себични, и тоа не себични во онаа конотација кога треба да се свртиме кон себе, да работиме на себе, да се ставиме себе си на прво место, за да бидеме подобри за себе и за најблиските и за другите и да дадеме некаков придонес кон светот, туку онаа друга човечка себичност во кој што сме се свртиле кон себе, сме се затвориле, сме се затрупале во нашите проблеми и тоа ни е изговор или немаме капацитет да сочувствуваме со другите. Тука сакам да потсетам на оние идеи кои што сум ги чула и кои што резонираат со мене, а тоа е дека ако сакаме да помогнеме некому, ќе најдеме начин и ќе помогнеме, дури и тогаш кога ние не се чувствуваме најдобро, и тоа не мора да значи нити финансиска помош, нити да бидеме со таа личност постојано, понекогаш е доволно да кажеме и неколку збора или да ја слушаме, или да направиме некое мало изненадување, некој убав гест, да споделиме со другите и тогаш кога имаме чувство дека немаме, затоа што познато е дека човек кој дава има чувство на имање, тој кој што не дава се убедува себе си во тоа дека нема и нема што да даде и нема што да сподели. Пак овде не мислам на материјалните работи кои се разбира дека се потребни. Меѓутоа, кога не можеме да дадеме убав спор, позитивна мисла, разбирање на другата личност и тоа што мислам дека најмалку го правиме, а тоа е да ја видиме личноста во целост и да се обидеме да разбереме под кој притисок е, во какви услови се наоѓа, како го живее својот живот,
кои се незините ставови и уверувања, а потоа врз основа на тоа да ги засноваме нашите очекувања, врз основа на тоа да имаме комуникација, да ги градиме нашите односи со апсолутно разбирање и прифаќање на се што таа личност е. Имам чувство како да сакаме да ги менуваме и прилагодуваме луѓето, да ги исполнуваат нашите очекувања и многу често се лутиме поради тоа што не ни ги исполниле очекувањата, без да се обидеме да разбереме зашто се работи на вистина. И јас го имам тоа, и јас го правам тоа. Меѓутоа, дури и да е така, после извесен период, кога ќе останеме можеби сами со себе, би било убаво да видиме кому се лутиме, зошто се лутиме, во каква ситуација е тој на кого му се лутиме, до каде сме ние со нашите очекувања. И исто така, нешто што сметам дека е многу битно, тоа е да се обидеме, да се ставиме во кожата на другиот, да ги пробаме неговите чевли, односно да поодиме во чевлите во кои што тој оди, за да можеме, ако сакаме се разбира, подобро да ги разбереме другите. Но најчесто за се она што прават другите, како реагираат, како се однесуваат, ние тргнуваме од себе си. И многу пати го слушам и тоа дека ама јас тоа никогаш не би го направила, ама јас не реагирам така, ама јас сметам дека вака треба, ама јас очекував. И сето тоа е во ред, и сето тоа е човечки, меѓутоа во таквите ситуации ние тргнуваме од себе си и некако сметаме дека е тоа најправилното нешто што треба да се направи, вистинскиот начин на кој треба да се реагира. Нашите очекувања другите треба да ги исполнат, затоа што ќе се налутиме, ќе се разгневиме, ќе бидеме повредени. Но кога ќе дојде ситуација во која што ние ќе бидеме другиот за некој, може да реагираме неадекватно, може да не исполниме туги очекувања, може да бидеме ненамерно дрски, безобразни или во најмала рака рамнодушни, одсутни, да не направиме тоа што другиот може би очекува. Некако за себе имаме повеќе оправдувања отколку за другите и ако ги проектираме нашите очекувања од себе си кон другите, многу често знаеме да бидеме многу понежни со себе отколку со другите или пак не сакаме да го видиме тоа. Потиснуваме тоа што е наш проблем, тоа што е наш предизвик, тоа што е наша навика, а премногу очекуваме од другите или забораваме дека е тешко понекогаш, сложено, дека немаме капацитет во одредени периоди да се соочиме со нешто, да донесеме некоја одлука, да смениме некоја навика, да помогнеме тогаш кога се очекува, да бидеме можеби успешни или задоволни со нешто, или благодарни за нешто. Едноставно има ситуации во кои тоа не го можеме. Или не сакаме, на свесно ниво избираме да не сакаме и да не правиме нешто и да не ги задоволиме критериумите, стандардите и очекувањата на другите на светот. А кога другите го прават тоа, тогаш сме навредени, повредени, судиме и некако нивото на разбирање ни се стеснува како резултат на тоа што сме повредени. Јас секогаш сум за разговор и сметам дека се може да се реши со здрав и квалитетен разговор, за кој треба да постојат две минимум заинтересирани страни, две заинтересирани личности, но исто така подготвени да бидат отворени и со вистинските зборови да ги наречат работите кои што им сметаат, им се проблем, кои што ги повредили, ги навредили, меѓутоа многу често тоа не го правиме. Молчиме, потиснуваме во себе, потоа правиме некакви предпоставки, врз предпоставките развиваме цела приказна и од сето тоа вадиме очекувања кои што другата личност многу логично дека нема да ги исполни, затоа што не ги знае нити нашите размисли, нити нашите предпоставки, нити нашите очекувања се до онен момент дека јасно и гласно не ги кажем. Сега проблемот станува поголем кога тоа ќе го кажеме, меѓутоа другата личност нема да го исполни и понекогаш и ќе вети дека ќе го исполни. И што правиме тогаш? Се лутиме, осудуваме, критикуваме, несвесни дека и ние тоа го правиме. Не за џабе велат дека она што не тригерира кај другите го носиме длабоко во себе, го криеме и тоа не мора да значи дека
се што прават другите правиме и ние. Меѓутоа, сигурно не подсетува на некои ситуации во кои и ние исто така сме биле неодговорни, не сме исполниле туги очекувања, не сме реагирале адекватно, не сме биле доволно емпатични, не сме биле поддршка, не сме помогнале од само нас познати причини. Кога тоа ќе го забележиме кај другите, не тригерира, ни станува нејасно и во ред е тоа да го забележиме, иако е така, така е, меѓутоа тоа што потоа страдаме, патиме, правиме приказни, додаваме, одземаме, тоа покажува дека нешто во нас не е доволно сработено, не е доволно стабилно и токму поради тоа што не истригерирало, можеме да го носиме подолг период со себе. И пак се враќам на тоа дека секогаш треба да тргнеме од себе и во секоја ситуација, независно од реакцијата на другиот, независно од конфликтната ситуација која може би се појавила, од капацитетот да ги промени нештата, да постапи онака како што ние сме очекувале, ние сме тие кои треба да се обидеме, да му влезиме во кожата на другиот, да пробаме да подиме малку во неговите чевли, односно да се обидеме да разбереме најмногу колку што можеме. Тоа не значи секогаш дека ние ќе бидеме некој што постојано разбира и разбира и разбира, иако и тоа ни се случува понекогаш на подолг период, но тоа е наша приказна, нешто што во нас боли и е неизлечено, па има потреба на тој начин да се освестува. Ако разбереме, тоа не значи дека треба да поддржиме, дека треба да останеме со тој човек, да му бидеме пријател, партнер, што и да е, и дека треба да градиме блиски и приватни односи, ако тоа едноставно не ни се допаѓа, не изморува, ни троши многу време. Меѓутоа, тоа не значи дека не вреди да се посвети известно време и да се обидеме да разбереме што навистина се случува со тој човек, колкав е неговиот капацитет да направи нешто што ние очекуваме. Или, како што прочитав пред некое време, многу често се врзуваме за потенцијалот на луѓето, а не за тоа какви се тие реално. И многу често го негираме нивното реалност, затоа што нас не ни се допаѓа, очекувајќи да го извадат на површина потенцијалот, меѓутоа не сме ние подготвени за да ја прифатиме таа конкретна верзија или слика или тоа што во одреден период или во одредена ситуација ни го дава и покажува другиот. Некако во сето тоа не спречуваат нашите очекувања, нашите замисли, идеи, предпоставки, она што ни се врти низ главата, тоа што гледаме од нашиот агол, јас не би направила така, јас би постапила вака, јас да сум на негово место. Иако јас од искуство можам да кажам дека за многу работи во животот во кои сум кажала јас да сум на негово место, сум дошла на негово место или нејзино седно и верувајте ми, не сум постапила нешто многу помудро и многу поинаку од оние за кои што сум знаела како треба да постапат кога тие биле во таква ситуација. Да се обидеме повеќе да се разбираме едни со други, да се обидеме да бидеме поемпатични, да се обидеме да влеземе во кожата на другиот и да ги правиме работите затоа што знаеме, затоа што чувствуваме, затоа што сме луѓе и на тоа човечко ниво да се конектираме со другите луѓе, да се обидеме подлабоко и суштински да ги разбереме. Се обидов да ги соберам некако мислите, се надевам дека ме разбравте. Дајте да бидеме повеќе луѓе, дајте да бидеме повеќе емпатични, дајте да повеќе да си помагаме едни на други, повеќе да се разбираме, затоа што животот премногу кратко трае, постои голема веројатност еден ден да се чувствуваме тажни и да ни биде криво, затоа што не сме нашле 5 минути, 10 минути, 1 сат да направиме нешто за некој кој ни бил особено драг. И посакувам убав ден, ви благодарам што ме следите, ставете subscribe, ставете лајк ако ви се допаѓа ова видео, споделете го со луѓе на кои мислите дека може да им помогне. Се гледаме во некој следно видео со некоја нова тема. Ви посакувам се најубаво.